Господин Георгиев Гордан има збор. Повелете. Почитувам председателя, почитувани колеги, почитувам господин Чашуле, гледам дека на секоја реплика апелирате да не се зборува за вашата личност. Јас не видов дека некои посебни ад хоминем навреди се упатија кон вас. Предпоставам дека разбирате дека бидејќи сте на јавна функција председател на Советот на ГПМРТВ, дека вашата личност е несомнено врзана со вашата функција. И кога бараме одговорност морална или фактичка, мислам дека треба да си ја припреземете таа одговорност или барем како што во неколку наврати признавте дека има одговорност, да не се правите како Понти Пилат да ги миете рацете од големите криминални недоследности што се прават во МРТВ, туку делумно да признаете дека вие во тој период кога сте биле на таа позиција не сте преземале конкретни мерки во ваше време или во претходно време. Денеска, значи, го разгледувам извештај за 2011 година. Почитувани колеги, почитуван господине Чашуле, гледајќи ги сувите бројки од една страна во овој извештај 20 на страници, од друга страна гледајќи го се тоа што се случува на МТВ, имаме прилика заради Европското првенство и ние кои што не го гледаме МТВ од објективни причини, бидејќи стана силен пропаганден сервис на власти на владачката партија МРТВ, да видиме во тој интерлудиум помеѓу два надпревари каква силна кампања прави владачката партија и власта воопшто против опозицијата и против сите оние кои што гласале или кои што не мислат како неа. Два примери ќе ви кажам кои што ги доведувам и во корелација со извештајот, бидејќи сите апологии за работата на МРТВ, сите оние работи што ги кажате ќе видиме од август како ќе биде, ќе видите дека има подобрување, едноставно не кореспондираат со реалноста која што не само ја гледаат пратениците на СДСМ, туку верувајте секаде каде што одиме по градовите и по селата, ја гледаат сите граѓани без разлика на партиска припадност, кои што мораат овој пат да плаќаат радиодифузна такса од 190 денари за да ги трпат силните пропагандни пораки на оваа власт. Два примери. Помеѓу на полувреме помеѓу надпревар на Европското првенство, на вести на МТВ, апропо митингот на СДСМ во Штип, вака одеше најавата на новинарот. Денеска во Штип се одржа митинг на СДСМ и покажуваат пейзаж од градот Штип. Значи не покажуваат ништо од митингот. Во таа прилика по повод митингот премиерот Груевски го изјави тоа и тоа. И го дава само премиерот Груевски кој што изјавува што ќе се случи во Штип. Втората пропагандичка порака се случи вчера, кога пратеникот од Штип Трајчо Димков, кој што повеќе милува да седи во Скопје, отколку да оди во Штип да види какви проблеми се очуваат неговите сограѓани, дава изјава за митингот на Штип во СДСМ, а не се пренесува контра изјавата на подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски. По-еклатантна слика за селективноста, за партизацијата, за нахалното однесување на новинарите, на уредниците во МТВ, не може да ви представам и тоа со било каков извештај, со било какви убави зборови не може да се избрише. Почитуван господине Чашуле, Социјалдемократскиот сојуз во својата предизборна програма предложи во кратки црти, бидејќи е предизборна програма, план за трансформација, комплетна трансформација на МРТВ. Во тој план предлагавме и се уште предлагам, и се уште тоа стои на хартија, ќе го реализираме кога дојде време, дека со релативно скромни средства, со паметна политика и со комплетна политика на департизација на јавниот радиодифузен сервис, може 6 до 8 месеци, до година дена, МРТВ да стане радиодифузен сервис налик на Радиотелевизија Србија или омилената за македонските граѓани Хрватска телевизија, која што гледаме со каква објективност зрачи, особено во дневникот и во дебатните емисии. Почитувани колеги, МРТВ, според нас, треба да биде еден од столбовите на македонски идентитет. Така е во секоја сериозна држава, да зрачи со објективност, да зрачи со политика на медиумот која што ќе биде сеопфатна, која што ќе придобие и која што ќе апелира до сите граѓани на Република Македонија и да дава образовно-културни насоки за граѓаните на Република Македонија. Денешниот МРТВ е обичен пропагандистички чаршаф, се вели во медиумски јазик, за
Цена од 190 денари по човек, која што еве се гледаме како се понасилно се извршува врз сиромашните граѓани на Република Македонија. Постои повеќе причини за ваквата деградација на јавниот ТВ сервис и сите во крајна линија се врзани со оваа желба за партизација, која што и покрај зголемените пари што ги дава владата на Република Македонија и покрај зголемените приноси од таксата, нема да можеме да го подобриме јавниот сервис, бидејќи е комплетно под капа на партискиот сервис на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Хронолошки гледано, деградацијата на МРТВ се случи на следниот начин, во 3 реченици. Превработеност, пред се со партиски кадри, кој што доведе до пониски плати, зашто се определува буџетот, одлив на сите квалитетни кадри, кои што може да најдат работа во приватните телевизии, и маргинализација комплетна на оние кадри кои што беа прогласени за неподобни од страна на владачкото мнозинство пред се од ВМРО ДПМН. Постојано и драстично намалување на техничките и технолошките трендови. Јас гледам дека и во извештајот се одвојуваат пари, но ви тврдам дека таквото парцијално и паушално подобрување на техниката и технологијата во МРТВ со ваква кадрска структура на крај ќе ни се врати како бумеранг и нема да имаме подобар јавен сервис, без разлика колку пари дава владата на Никола Груевски за јавниот сервис. Ако сакате за нијанса с големената гледаност надвор од европски првенства, надвор од големи спортски случувања, ако направите мала анализа, се должи на старите серии кои што беа многу популарни, македонски приказни, Бушева азбука и Селединички джубокс, Фолковизија. Никаква гледаност нема на Дневникот, никаква гледаност нема на дебатните емисии кои што се комплетно партизирани, без разлика на вашите објаснувања дека се повеќе во иднина македонската радио телевизија ќе кани представници од опозицијата. Во сегашниот момент, иако има подршка владата за програмско и техничко усовршување, проблемите на МРТВ се од двоен карактер. Кажав, исклучително неквалитетни човечки кадри, со никакви пари и со никаква подобрување на програмската шема, нема да можете да компензирате овој ужасен партократски дефицит што се случува во МРТВ. И второто, јасната пропагандистичка улога на сервисот. Човекот од кирилица што е доен во МРТВ е само јасна слика во која насока цели владата и дека овој тренд на партизација на МРТВ едноставно ќе продолжи. Не може Никола Груевски, ги видовме сите извештаи што доаѓаат од странските релевантни организации, не може Никола Груевски лично и како политичар да се помири со тоа некој да критикува, а не дај Боже некој што тој го плаќа од нашите пари, буџетски пари. По нашата стратегија, оно што го предложим и во програмата, и ви го кажам добронамерно, бидејќи не се сомневам дека вие ќе го направите тоа, нема да го направите, се разбира, бидејќи немате ни моќ и лична и професионално тоа да направите, ние мислиме дека во 2 фази треба да се одвива процесот кој што трае 6 до 8 месеци и кој што не кошта повеќе, верувате или не, по нашите анализи околу 6 милиони евра. Тоа е помалце повеќе од пола сума од било кој спомени да го земете што го прави Никола Груевски. Таа трансформација би значила целосно осовременување и дигитализација на техниката и на технологијата со мала надогрба за премин во ХД технологија, нешто што се обидувате да правите, но нема да може да направите бидејќи таквите пари и таквиот капацитет го нема, не постои на ниво на човечки ресурси во МРТВ. И замена на човечките ресурси на особено оние функции кои што се раководни. Тоа се најпартизираните, новинарите, уредниците, кои што нема да можат да искокнат, да отскокнат од таа партизирана слика што се дава за МРТВ, ако не бидат променети со една политичка, јасна политичка волја од страна на најголемиот финансиер, а тоа е владата. Почитувани колеги, за овие суми од 5 до 6 милиони евра за првична трансформација на МРТВ во рок од 6 до 8 месеци, ве уверувам, ако си има вистинска политичка волја, се наоѓаат пари и од странство. Европските фондови, предпристапни и за кандидати на членство во Европска унија, даваат пари за вакви трансформации на јавните сервиси, особено ако се има добра политичка волја. За жал, третиот и најважен фактор, како што кажав на почетокот, за нетрансформирање на МРТВ и за бесполезноста од ваквите извештаи, кои што ги доставувате и овие проценки што ги правите на следната точка 2012, се јавува во ликот и делото на главниот и одговорен уредник на МРТВ, глодурот наречен Никола Груевски. Се дори Никола Груевски спремен да го глода македонскиот независен
медиумски простор, МРТВ нема да мрдне од место и ќе стане пропагандистичка телевизија налик на Северна Кореја, налик на Лукашенко и Белорусија. Благодарам. Благодарам, господин Đorđe. Vladimir ima repliku.